кампања. Интересно е што гледаме до сега многу митинзи, многу средвиднели обиди за масовки и така натаму, на кои што гледаме дека всушност веќе релација меѓу присутните и говорниците многу тешко се остварува. Тоа е така затоа што луѓето знаат се и јас вечерва немам намера да зборувам за она што вие добро го знаете. Луѓето знаат што се случуваше, зошто се случуваше, какви се последиците што ги трпиме и нема тука ништо ново што да откриеме. Исто така се обидуваме што е можно повеќе, да ги избегнуваме оние масовни собири. Масовни собири на кои што наводно треба да се покаже моќност, но всушност се покажува само дека говорникот зборува, говорот му се враќа назад како од зид, бидејќи едноставно луѓето веќе знаат и што се случува и дека не се потрошна роба, туку се граѓани со свое право на глас. Затоа вечерва во Драчево овде, на оваа средба во Драчево, ќе се обраќаме заедно со кандидатот за пратеник од Драчево и од оваа изборна единица, со Наташа Ристевска, која што треба во исто време да ни каже дека и да потврди практично дека тежок е патот да се дојде до либерални решенија, но дека во делот кога ќе се реши тие да кажам дека еден приватен стопанственик како не за се реши да влезе во изборна трка затоа што верува во вредностите на претприемништвото и потребата од политички адвокат, како што е либералната партија, за вредностите на претприемништвото, за приватното стопанство, за помал државен буџет, за поголема одговорност на државната влада, за поголема одговорност и на локалната самоуправа, бидејќи основната задача на секој орган на државата е всушност да се грижи за употребата на јавните пари. Затоа, кога ја создававме програмата, разговаравме со луѓе како Наташа, со луѓе кои што се во бизнисот, кои што се мачат да ја заработат својата плата, кои не сакаат да слушнат дека политичка партија им кажува колку треба да биде минималната плата, која не сака да поддржува политички партии кои што сакаат да ги зголемуваат даноците, наместо да ги одржат рамни како и сега, а одговорно да ги управуваат јавните пари, и се согласивме дека всушност не е во прашање дали има пари само, туку како тие се употребуваат во јавниот буџет, бидејќи таа се инвестицијата, буџетот е инвестицијата од граѓаните за граѓаните. Оно што друго сакаме да го чуеме и да го застапуваме секогаш и секаде, и вчера во Струмица, и завчера во, во Карпош, денеска во Драчево, во Кисела вода на Рампа, во Кавадарци предходно, практично секаде во Македонија, се принципите. Принципите дека не отстапуваме од тоа дека оваа изборна кампања е кампања за тоа како да си ги консолидираме институциите и не е кампања за отварање на устав, за федерализации, за двојазичности и слично. Кој даде повод за тоа со месечна изјава една работа. Ама обидот и тоа да се киднапира и да биде основа за кампања на некои партии и тој не го прифаќа. И затоа решивме, ќе зборуваме за нашите принципи и за оно што се вистински прашања. Затоа што вистинските прашања бараат вистински идеи како да се направат вистински решенија. Затоа ќе бидам и многу прагматичен, бидејќи е времето ладно да се собираме надвор. Ќе бидам прагматичен и ќе ги споменам работите за кои што практично сите ние сме заинтересирани. Како да живееме подобро. Сите во Скопје и во Драчево, голем дел на семејства се оптеретени со така наречените банкарски задолжувања или ние го викаме банкарски робства по основа на долгови создадени од кредитни картички. За нив, за тие граѓани. За добар дел практично од 28, скоро 30.000 семејства создадовме проект Солидарен концепт во кој што велиме за граѓаните кои што се така заглавени, ќе направиме посебен државен фонд со кој ги гарантираме нивните долгови и правиме репрограм, но и грејс период, за да може да се повратат, за да можат да соберат сила и закупен телевизор, например, да не изгубат сета по куќите. Закупена кола, што има за нивни потреби, да не го изгубат станот. Едноставно посветени сме на луѓето кои што живеат од плата, бидејќи тоа е средниот слој. Тоа се луѓето кои што живеат од својот труд. Тоа се луѓето кои што живеат и работат и во приватниот бизнес, работат и во државни институции, работат и како лекари, работат и како адвокати, работат и во различни безбедносни, односно одбранбени структури, во полицијата, во армијата
И сите тие мака мачат како да успеат да го преживеат месецот, иако ги ризикуваат своите животи или им помагаат на другите, благодарение на својата, така да ја наречам, длабока вредност и посветеност на хуманост. И на сопствените граѓани секако. За сите нив велиме дека ние сме заштитиците, адвокатите на средниот слој, луѓето кои што сакаат да живеат од својата плата и да бидат и праведно одданочени и правилно да се користат нивните финансиски ресурси. Затоа и ќе кажеме дека нашиот концепт не се однесува само на економијата или само на администрацијата, се однесува на многу сфери во кои што знаеме дека можеме да дадеме придонес. Не случајно, најмалку внимание, да речеме, сме посветили на прашања на кои се посветени други партии. Да речеме, освен борбата и неколку основни решенија за здрав живот, визави загадувањето што го прават големите индустријски капацитети. Многу помалку време сме посветили и простор сме посветили во нашата програма за екологијата, иако и таа е значајно прашање, затоа што сметаме дека има други што тоа подобро го знаат од нас. Но ова што го кажуваме, знаеме дека е најдобро. Натаму, во оваа средина ќе кажеме дека Либералната партија останува посветена на бранењето на вредностите, на темелните уставни вредности, кои покрај предприемништвото се човековите права. Човековите права, но и темелите на модерната македонска држава, воспоставена во текот на Втората светска војна. И темелни вредности кои што се однесуваат и на правата на жената, и на маргинализираните групи, на сите они на кои што луѓето вртат глава и модерната политика во Македонија врти глава и се обидува да ги заборави, зборувајќи за така наречени големи прашања. Едно да знае, нема големи прашања кои не ги решаваат големите проблеми на човекот. Нема голема политика во Македонија, освен оние што всушност големите фрустрации на малите политичари сакаат да ги представат во голема политика. На овие избори да не им дозволиме да ни наметнат теми што не се наменети за изборите. Овие избори се за консолидирање на институциите, за изнаоѓање епилог по кој имаме кредибилни институции, епилог низ правен процес преку специјалното јавно обвинителство. Овие избори не се ниту за уставни промени, ако беше така, нека бараа избори на уставотворно собрание. Овие избори не се ниту за мерење на само на класични партиски сили. И заради тоа реков, излегуваме самостојно на избори за да ги браниме нашите вредности. И оние кои гласаат за нас, предприемачите, луѓето на возраст, особено од 30 до 55 години, особено оние со средно и плюс образование, особено оние кои што се во приватниот бизнес, лекарите, медицинскиот персонал, адвокатите, дел од вработените во одредени дејности во администрацијата, тие се во образованието се согласувам. Тие се оние кои што можат да бараат политички адвокат и заштитник во Либералната партија. Го споменавте образованието. Па да се подсетиме. Либералната партија е единствената која што вели задолжително ќе биде само основното образование според нас. Затоа што тоа е првиот природен филтер, каде 87% во Македонија и 93% во Скопје завршува основно и природно сакаа да си се упишат во средно образование. А потоа од факултетите на факултетите одеа оние кои што сакаа, а не како денес 98,2% од завршените средношколци да завршуваат таму. Всушност, не само да се запишат, значи не само да го завршат само факултетот, туку да се запишат за да можат потоа на овие сите дисперзирани, како сакате наречите ги така наречени факултети за државни пари, всушност само да се штанцат дипломи. И сега кажуваме, ниту ќе прогледаме низ прсти на фалс дипломите, ниту ќе прогледаме низ прсти на сите непотребни дисперзирани на дисперзираните студии и така натаму и така натаму. Не, мора јавно да се знае и дека ќе биде одговорен пристапот и во образованието. Но во образованието го спомена Наташа и екстерното. Па какви се тие глупости? Да ве прашаме нешто. Јавно ве прашаме. Дали имаат право да вака промовираат вакво екстерно малтретирање, оние што ни екстерно поминале, а прашално и како завршиле и средно или факултет? Доста е веќе со
Какви се тие фарси кога ги терате наставниците меѓусебно да се тестираат и да им ги нарушувате меѓусебните односи? Како може да се прават такви намештаljки да се уништуват цели работни колективи само затоа што таква била некаква си така наречена партиска програма? Што е тоа Кембридж? Ова е Кембридж. Ако ова знаеле дека е Кембридж, жителите на Кембридж во Велика Британија, бога ми, ќе го запалеле сопствениот град, за да нема име на таква програма, како што денеска се експериментира со нашите деца. Простете што сум вака жесток, но јас само можам и имам приликата да го одразам гневот на мнозинството граѓани во Македонија, кои не се наоѓаат и не се идентификуваат во така наречените вредности или програми на четирите пржински партии и знаат дека тие што ја создадоа кризата не можат да ја решат. Затоа одиме самостојно, затоа остануваме цврсти на своите принципи и затоа велиме: вашиот глас за промена нема да биде потрошен. Ќе биде потрошен гласот на оние кои сакаат само да се движат по воспоставените шини и кои што се надеваат дека на тој начин ќе можат утре да се бутнат само во администрација. Кажуваме, администрацијата нема да биде веќе основен вработувач во Македонија. Администрацијата ќе биде само сервис на граѓаните и на бизнисот, а бизнисот и парите се прават во стопанството. Затоа го имаме и проектот, концепт на отворена администрација на отворени извори, која што всушност ќе овозможи администрацијата да ја вршат приватни ентитети со јавни овластувања. И таму ќе се префрлаат луѓето. Ќе го намалиме буџетот на Република Македонија, но нема да го намалуваме за она за што е потребно. За инфраструктура, за социјална политика која ќе овозможи и одржување на пензиите, и нивно покачување, и пензионирање со 63 години, и адекватна социјална политика која значи субвенционирање на квалитет и инвестиција во идниот кадар кој ќе влезе во пазарот на труд, а не за партиски списоци како да се дели социјална помош. И кажуваме, породилното ќе биде 18 месеци, затоа што тоа е начинот да овозможиме мајката да биде сигурна дека ќе биде со своје дете кога му е најпотребна. Исто како што пензионирањето на 63 години е мерка која не е само желба, туку е неопходност за младите да биде отворено на време влез на пазарот на труд и да го нарушиме овој лош спирален однос во кој во моментот 1,7 вработени работат за еден пензионер. Ги најавуваме вториот столб во здравственото осигурување, најавуваме дека пензиониот фонд ќе биде оправен и многу едноставно. Кажуваме дека ќе ги одзимаме и конфискуваме сите имоти стекнати врз основа на злоупотреба на власта, но тие пари нема да ги држиме во буџет или за купување службени возила или намештај, туку ќе отидат онаму каде што се потребни, од таму од каде што се украдени, од фондовите. И така нема да имаме грижа за сегашноста и иднината на оние кои се вложиле себе во градењето на ова стопанство. Да не заборавам трите столба. Паметете ги секогаш. Тие ќе бидат 3 столба на либералната партија и во оваа кампања и по кампањата кога во собранието ќе правиме тешки, но потребни чекори. Економија, стабилна држава, образование и млади. Нема иднина без сегашност. А нема сегашност без да биде обезбедена иднината, што потоа ќе внимава на своите повозрастни генерации. Ви благодарам на сите и повелете прашања, за да не биде класично како што